Колку решенијаве се стигнати изминатиот период за извршување? Па видите, значи, за овие во рокот овие 2 дена, верувајте, веќе не знам колка број на граѓани се почна да се јавуваат, извршителите повторно настапуваат по старо. Ние чекаме како синдикат, како здруженија да се формира владата и одма веќе со почетокот на работа на новата влада ќе побараме повторно да го активизираме ова прашање, бидејќи гледате сите каква е состојбата во Македонија, тешка е економската состојба, поготово сега со ковид ситуацијата, со ковид вирусот. Многу работници останаа без своите работни места, уште повеќе се најавуваат и во една ваква тешка состојба ние нема да дозволиме од таа плата каква што е извршителите да земаат процент од граѓаните. Доколку не се пролонгира рокот, повторно ќе ги организираме граѓаните и се надам на во една масовна овој пат состојба, во еден масовни протести, ќе мора ова да се реши, зашто верувајте, повторно настапуваат, да не кажам нечовечки, луѓето се јавуваат, ова е значи неиздржливо веќе. Ова мора да се стави крај. Ние ќе побараме конечно да се донесе тој закон за облигациони односи и да важи уназад. Каматата е многу голема. Тоа е веќе убиство врз граѓаните се прави. Верувајте, луѓето кога сега се блокирани во една ваква состојба не може да преживеат, а некој сака да се богати на нивниот грб. Никој не сака анархија во државата. Секој сака си го плати главниот долг. Колку решенија во моментов чекаат на извршување? Па според наши информации, значи само за овој период од 4 месеци додека не функционира извршителите, има нови 30.000. Вчера баш разговаравме со луѓе кои што се упатени во тој бизнис, кажуваат дека уште 100.000 нови предмети чекаат, се заглавени кај нотарите и нотарите само да ги дадат кај извршителите. Се работи за бројка 200-300, можеби поголема сума на извршни решенија. Значи јас повторно ги повикувам граѓаните оној момент кога ќе правиме ние како синдикат, кога ќе како здруженија да се организираме, да ни дадат подршка. Јас лично кажувам, нема да се смирам све додека извршителите не работат честно и поштено, да не кажам додека не се вратат во суд, ќе се борам со сите мои сили, со сите мои средства да се вратат во суд и да работат за плата. Ова вакво нешто веќе е неиздржливо.